Недела 10 септември, неработен ден за најголем дел од населението во државата, но не и за дрвосечачи донесени од соседна Албанија да сечат дрвјана јабланица. Со помош на членовите на Сдруженијето Натура Лаб тргнуваме од лабуништа во внатрешноста на Јабланица за да ги пресретнеме овие работници во нелегална сеча на шумата. Асфалтираниот пат преминува во тешко достапен планински пат, кој според жителите на лабуништа е пробиен со багер од дрвократците. Со овој пат тие сами го ручат за да може да одат со камион. По него е можно движење единствено со джип или со камион. По пат застануваме за членовите на Натура Лаб да ни ја покажат една од локациите на кои е направен масакар на дрвјата. Тука горе. Чека, не е ништо. На нив не се гледа дека се маркирани за сечење, а дел од местата на кои се сечени дрвја се замаскирани со гранки, за да не се гледаат. Секое дрво за кое е дозволено да биде пресечено, треба вака странично да биде засечено и на него да има печат. Жителите на лабуништа ни покажуваат каде порано имало река и дека изворите почнале да им пресушуваат поради сечењето на дрвјата. Одваму имаме проект изработен кој што имат извори горе. Сечава се случаи баш во изворите кај што ни е проектов обработен и гледајте водава колку ни е намалена од ова дива сеча. Водата скоро и да ја нема. Се изгуби. Гледам дека ја нема, не се изгуби. Да. Ова е ништо. Прашавме експерти во Скопје дали водата се губи во долните слоеви и почвата се суши со неконтролирана сеча. Помеѓу другите, условно кажано, општо корисни услови што ги создава или функции што ги има шумата е регулирање на водниот режим во почвата. Коренот ја црпи водата. Намалување на испарувањето заради крошните кои што не само што држат сенка, не дозволуваат дување на ветер во приземниот дел, евапорација, зголемуваат влажност во зоната на крошната, па се намалува потребата, односно се намалува испарувањето. Сето тоа, кога ги го соберете, шумата игра еден регулатор на подземните води. Шумите имаат огромна функција по однос на режимот на води. Шумската вегетација ги чува подземните води, исто така постојањето на шумска вегетација влие врз појава на порените водотоци, односно за намалување на опасност од појава на порените водотоци, бидејќи врши успор отекување на водите. Продолжуваме до местото на планината Јабланица, од каде се обидуваме да слушнеме дали моторните пили работат. Но тие не се слушаат. Попат, членовите на Натура Лаб препознаа возило и се посомневаа дека на работниците им е дојавено дека доаѓаме. И така излезе. Тие заминале пред да пристигнеме, но видовме што оставиле зад себе. Шишиња со вода, отворени канти за гориво, отпад, но и подготвено гориво за следниот ден. Ова возило, кое изгледа како одамна да му е поминат векот на употреба, се користело за транспорт на исечени дрва. По негова близина беше паркиран и багерот, со кој се пробивале патиштата за транспорт на исечените дрва. На места тие патишта на средината се со длабоки бразди. Овие свежи траги во земјата покажуваат дека багерот бил скоро повторно користен. Дека дента таму се сечало, се гледаше и по трупците дрва и тоа што останало зад нив. И тука покриени корени од дрвја за да се прикрие дека се сечени без печат. Значи овде не врши никој контрола над сечата, се сечи нерегулирано. Во шумава можете и сами да се уверите и да видите дека
во ова подрачје никој не контролира и се прават пустошија на шумата, гледате и сами колку е исечена. Али огромна површина е исечена во овие последни 2-3 години, значи тотално испустошена шумата на овој дел од Јавланица. Еве, ние денеска немавме можност да ги затекнеме на лице место, но кој ја сече шумата? Така, значи ова е организирано со шумското во предпријатие во Струга и некои фирми од Велешта, кои што имаат работници пред се од соседната држава Албанија. Полицијава му има направено неколку пати акции, но пак луѓево не престануваат со овие пустошења на шумава. Имаме голема бесправна сеча од страна на неколку лица, како физички лица, така и правни лица кои доаѓаат организирано со помош на Македонски шуми дирекција Струга и вршат бесправна сеча, пустошење на сеча и тоа континуирано цела сезона. Активистите тврдат дека во минатото дозволите за сечење дрвја се злоупотребувале и во реалноста се сечало повеќе од тоа што стоело на хартија. При сечење на дрвјата во шумите може да се случи некоја од нив да падне и да оштети друго дрво, кое не било планирано за сеча. Поради опасност тоа дрво да падне и повреди луѓе, смее да се исече и потоа се информираат шумските инспектори кои треба да стават дополнително печат на исеченото дрво, ни објаснија во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Но очигледно е дека таквата можност остава простор за манипулација. На оваа снимка се гледа дека додека младите стебла стојат исправени, постарите и подебелите се исечени. Тие не беа обележани за сечење и немаа печат врз пресеченото стебло, додека други имаа. Сечата, оголувањето на шумата е веќе поголема, бидејќи истите тие кои сечеле порано, претходно сечеле во мали размери, бидејќи немале толку голема клиентула, но со самото продавање на тие црни дрва кои ги продавале претходно, фатиле веројатно некој поголем канал на продажба и врз основа на тоа сега се вршат, можеме да речеме дека 3 пати повеќе во поголеми размери сечата на бесправната сеча на шумата. И каде завршуваат овие дрва? Дали може знаете на кај се продаваат? Па дрвава ги извозват од Лабуништа, сигурно дека за населението Лабуништа не се овие дрва. Под извезуваат од селото, жителите на Лабуништа подразбираат продавање на дрвата во други градови низ државата. На црниот пазар, односно дрвата се движат по наше сознание од 65 до 75 евра на метар кубик, при што понекога, значи во зависност од сезоната, кога ќе дојде при крајот на сезоната, да речеме во период пред зимскиот период, ако некој не се снабдил со дрва, некоја знаат да ги накачат и на 100, а доколку се работи за пазар надвор од границите на општина Струга, особено во Скопје, значи тогаш сумата крева од 100 до 120 евра на метар кубик. Кога човек е далеко од шумата, не може да го забележи проблемот. Но во неа, а посебно од птичја перспектива, тој е повеќе од очигледен. Снимајќи во Баловски лазови во реоните 99 и 100, наидовме на пат блокиран од трупци. Тука правникот во Сдруженијето Натура Лаб, кое со години со средства и сили на членовите се бори за заштита на јабланица, ни објасни дека со години пријавувале во сите можни институции, но соодветна реакција немало. Имаме предпоставка дека започнува од шумарите, шумската полиција, ЈП национални шуми, Струга, дирекција Струга, ЈП национални шуми, дирекција Скопје, па се до обвинителството на на ОЈО Струга. Ни се случи ние да дојдеме да ги затечеме тие кои вршат кражба, односно кривични дела како што се пустошење на шума и кражба, ги затекнавме, ги задржавме, дојде шумската полиција почнува со записник, но интересна работа е во фактот тоа што после во целата процедура шумската полиција почнува да ги прекрива самите факти, врз основа на кои може да се докаже дека се вршила таа сеча. Незадоволството кај активистите е големо од малиот исход на акциите во кои била направена заплена или биле затекнати албански државјани без работна дозвола.
тука беше и налогодавачот. За интересен случај е што СВР Струга по спроведување на акцијата нормално нас ни кажа дека мораме да бегаме од лице место бидејќи тие треба да вршат записници и слично. Истите лицата од Албанија ги приведоа, другите лица ги оставија тука и механизацијата која денес вие можете да видите да снимите, истата механизација беше тука, не беше допрена, односно не беше земен ниту еден материјален доказ со што се вршено кривичното дело. Така. И така се заврши случајот. Се десило да има кривична пријава за одредени лица за бесправна сеча, значи со запленување на дрвја без жик и дрвја сечени кои не се маркирани, врз основа на тоа што се одзел камион ПМВ МАН имаше, мислам, во конкретната ситуација, истите се дадени со кривична пријава во обвинителството. Имаме сознание дека две недели после кривичната пријава истите го вратиле МАНот во своја собственост. Таква пресуда со која се враќаат запленети 11 метри кубни дрва и камион можевме да видиме во една од институциите. Во пријавите се среќаваат повеќе лица со исти презимиња – Бојку и Ќура, и со исто место на живење – Велешта. Две од овие лица се сопственици на фирми кои во минатото имале дозволи за сеча со дотур. Ново известување од јавното предпријатие Национални шуми од 27 март годинава до Натуралаб стои дека нивните договори завршиле на 31 декември минатата година. Во мај оваа година, една од овие фирми склучува 2 договори за купување 200 метри кубни огревно дрво од Национални шуми и на 150 метри кубни дрвни сортименти покрај Пенушка со Борено. Тоа е формулација за дрво што е оштетено од снег, ветар, градежни активности, но и оставено по сеча во шума. Договорите се за откуп, а не и за сечење на дрвјата. Но на Јабланица се сече. Отидовме да прашаме која сече шумата. Најдовме албански државјани кои се сместени во овој објект без прозорци, во кој се наоѓаа и самари и сено за коњите. Очигледно беше дека коњите се сместени во истиот објект. Само двајца се? Наместо прозорци на отворите имаше најлони. Се представивме дека снимаме и човекот на еден од прозорците доброволно зборуваше. Още филм документар Во текот на снимањето се случи звучна интерференција. Drutim. Pa ne kemi pronarët, se ne punëtori jemi. Cine keni pronar? Boj. Boj. От кај Sa ju paguaj? For 20 euro. Човекот кажа дека дозволата за престој работа е кај неговиот шеф во Велешта. Но помалку од еден месец од снимањето, шефот беше уапсен заедно со еден нелегален дрвосечач од Албанија. Алекс, што има? Еве Сузе, се враќам од југот на Германија, каде што снимав двајца експерти на двете теми на кои што заедно во моментов работиме. Што се случува таму? Што има ново таму? Одлично. Јас стимнувам некои од изјавите што ги снимавме, но сакав да те известам, имаме нов момент. Во она што го работевме досега, ако се сеќаваш на Јабланица, местата каде што ја снимавме дивата сеча, Денеска баш полицијата известува дека затекнала дрвокраци на истите локации, па сметам дека ова е нов момент во нашата приказна. Секако тоа е добро дека институциите се ангажирале, односно стануваат поактивни, откако разбраа дека некои новинари работат на таа тема. Така е, така е. Откако институциите разбраа дека новинари истражуваат на темата, а Сдруженијето во коментар на Facebook пост на МВР напиша дека за континуирана, неконтролирана и незаконска сеча од големи размери на планината Јабланица е запознаен и министерот Оливер Спасовски, но дивењето и пустошењето не запира. МВР спроведе акција на 4 октомври оваа година. По неа, медиумите беа информирани за акцијата.
На 6 октомври 2023 година, Одделението за внатрешни работи Струга поднесе кривична пријава против ИБ 51 година од Струшкото село Велешта, против правен субјект од истото село, како и против НФ 41 година од Либрашт, Република Албанија, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, кражба на дрва и пустошење шуми. Истите извршиле бесправна сеча на 178 метри просторни букови дрва, сопственост на шумското стопанство Јабланица, во состав на јавното предпријатие Национални шуми, при што предизвикале материјална штета од 3.920.721 денар. Покрај дрвата, полицијата го нашла и багерот, пили, секира и други предмети. Нема информација што се случило со коњите кои исто така ги снимивме. Основниот суд Струга не информираше дека до крајот на септември оваа година, значи до предоктомвриската акција, дека во оваа година нема ниту една пријава од подружницата на шумското стопанство Јабланица Струга, односно ниту една не е со акцент на Јабланица. Од 2019 до крајот на септември 2023 година имало вкупно 75 пријави до судот во Струга во однос на нелегална сеча. Од нив само 29 се осудителни мерки со казни. Другите се со ослободителни пресуди, осудителни со алтернативни мерки или со други мерки. Судот во овие години водел и 10 постапки за нелегален престој на странски работници од Албанија. Во септември на Јабланица снимивме и разговор со уште еден од работниците од Албанија, кој не сакаше да зборува пред камера и рече дека тие дента не сечеле дрва, туку само товарале, а работниците што претходно сечеле, избегале. Чекај, не разбирам, кој избегал? Тие што сечат. А овие сега дошле за да ги заменат? Аха, а зошто избегале тие? А дали имаат често контрола овдека, дали чул дека имаат контрол? А имало ли некогаш некој што биле собрани? А зошто? А овие сега сите колеги овде имаат дозвола, така? А како ги најде газдата нив? МВР не информираше дека од 2019 до септември 2023 година открило 12 странски државјани кои нелегално престојувале и се движеле на планината Јабланица. Овие албански државјани добиле забрана за влез во Македонија. Во допис до Сдруженијето Натуралаб, МВР открива дека 612 албански државјани се фатени само во една акција годинава. На ден 8 јуни 2023 година, на местото викано Челов камен, биле затекнати 6 лица, албански државјани, како извршувале физичка работа. Тие не поседувале потребни документи за работа во Република Северна Македонија и за истите е донесена пресуда од Основен суд Струга. За шумите, освен МВР, се грижи и шумската полиција, која е дел од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, како и јавното предпријатие Национални шуми. При контрола, доколку шумската полиција констатира прекршок, поднесува пријава до Основен суд, а доколку констатира кривично дело, тогаш поднесува пријава до Основно јавно обвинителство. Од 2010 до 2022 година, на територијата на цела држава се поднесени 20.789 прекршочни пријави, а 2570 пријави се поднесени до Основно јавно обвинителство. Во шумската полиција сметаат дека казнената политика го стимулира дрвократството. Поради исходот од пријавите се критикува работата на судовите и обвинителствата. Не секогаш судовите ги обработувале прекршоците согласно Законот за шуми, каде што казнените одредби се од 3500 до 4000 евра за физички лица, туку ги казнувале според Законот за прекршоци, каде казнените одредби се многу мали, од 100 до 500 евра. Во многу мал процент се решавале и кривичните пријави до основните јавни обвинителства. Според шумската полиција, судиите требале да казнуваат со затворски казни според кривичниот законник.
Во шумската полиција се свесни дека од една страна нивните вработени добиваат закани, напади, им биле разлабавени тркала или пресечено црево за кочници за да направат сообраќајна несреќа, но од друга страна потврдуваат дека покрај лица од други институции во овој криминал се инволвирани и лица од своите редови. Откриените вработени вмешани во дрвократство биле отпуштени од работа. И во третата институција која се бори против дрвократците, јавното предпријатие Национални шуми, потврдуваат дека кражбата на дрва е масовен феномен. Според нашите податоци, на годишно ниво, некаде околу исечена дрвна маса или она што ние го запленуваме е негде околу 35.000 кубни метри и она штета која сме ја нашле ние во шумата испосечена и сме ја заплениле, има и друга која не сме ја нашле. Според официјалните податоци, од јануари, она што го имаме како податок и кои го доставуваме до сите институции, од јануари до јуни 2023 одземени се околу 11.000 кубни метри кубни дрво нелегално посечено во шумите во Македонија. Од јануари до јуни 2023 нашите шумочуварска служба поднесле околу, во зависност од количината како ја нашли и како било, околу 130 прекршочни пријави и 40 кривични пријави, така да се отприлика случаи кои постојано ги имаме и редовно се случуваат. Да не речам дека секојдневно имаме, меѓутоа сигурно на 2 или 3 дена ние имаме еден таков случај, зашто соодветно известуваме како предпријатие и на нашите социјални мрежи, каде што поставуваме и слики, што е откриено и каде е најдено. Додека директорот ги покажува сликите од запленетите дрва, објаснува дека дрвократците нив ги транспортираат со возила чија пазарна вредност е 100 евра. Таквите стари, скоро неупотребливи возила се оставаат при бегство и така загубата за дрвократците е мала. Најголема нелегална сеча регистрирале во западниот дел од државата, а како црни точки можат да се посочат неколку места. Од она што ние го откриваме или од она што ние го имаме како податоци, има неколку места каде што најмногу откриваме посечено дрво, меѓутоа тоа не значи дека на другите места нема, не се кради и нема дрвна маса која се сечи. Според подружниците кои ги имаме, Караџица Скопје, Црнбор во Прилеп, Лопушник во Кичево и Струга се 4 можеби точки кои најмногу се евидентирани ваквата бесправна сеча. Од институциите побаравме одговори. Што се случува со запленетото дрво за кое е завршена постапката или кое е оставено од непознат сторител? Ако се работи за непознат сторител, тогаш со тоа дрво располага корисникот, во случајот Национални шуми, односно национални паркови. Тоа не е согласно европските регулативи, но ние у новиот закон за шумите, согласувајќи се со европските директиви, односно регулативи, в случај EUTR, ќе биде оневозможено пуштање во промет на такви дрва и истите ќе може да се користат само како донација за социјални случаи или за определени државни установи. 70% од тоа дрво ние како Национални шуми го можеме да го продадеме, а 30% го подаруваме или го даваме на институции кои се формирани од државата. Приходот од тоа дрво, 80% кој го продаваме, 80% завршува во нашиот буџет, 20% завршува во буџетот на Република Северна Македонија. На прашањето дали покрај нелегална сеча МВР има откриено обиди за шверц со дрва, не добивме одговор. Во различни институции ни тврдеа дека тоа не е можно, и поради теренот, и поради тоа што македонското дрво било поскапо од тоа во околните земји, но и поради ригорозната процедура за извоз со барање на потекло на дрвото, кое треба да е произведено на одржлив начин и договор од каде е набавено. Врз база на сите тие документи, испратници и докази, Министерството дава одобрение за извоз, така да што сонесува за тоа дали може од нашата држава илегално дрво да биде изнесено, односно шверцувано. Одговорно тврдам дека тоа е тешко остварливо. Исто така, уште потешко остварливо да тоа се пренесува или превезува по некои си патишта шумски, бидејќи
Тоа мислам е тешко изводливо и мислам дека е и неисплатливо за тие кои што тоа било чинено. Значи околните држави цена на дрвото, значи на трупци е поевтина од кај нас, значи и техничко дрво и огнено дрво, така да нема голема поборувачка, има нешто за извоз на опожарена дрвна маса во соседните држави, претежно во Република Бугарија, кое што се користи за производство на пелец, односно на суровина кој што сега се користи како енергенс за затоплување. Многу од пожарите намерно се подметнуваат за од изгорената површина да може да се користи дрвната маса, која што во тој случај е со многу по-ниска цена. На пазарот во Германија и во Европа има дрво кое во форма на пелети се продава и во маркети, и за кое постои сомнеж за потеклото, бидејќи често на пакувањето како место на потекло стои само Европа. Во Германија се спроведуваат форензички методи кои чинат и време и пари за утврдување на потеклото преку датабанки со генетски материјал на дрва од различни земји во Европа и светот. The deforestation is a big issue. Better, I guess, especially in Albania, but also in North Macedonia in the meantime. And we also suspect that it will get worse in the future because of the growing demand of firewood or using wood for the production of energy in general. And we also have indicators that more forests are being cut down in order to produce pellets, which are then being brought to Western European countries like Austria and Italy, for example. Aus meiner Wahrnehmung, und da muss ich wirklich für mich persönlich sprechen, ist Mazedonien ein Land, das auf der, sagen wir mal, auf der Rangliste der verdächtigen Länder im Vergleich zu Rumänien, Bulgarien und so weiter nicht an allererster Stelle steht. Das mag damit zusammenhängen, dass die Mengen, die an Holz kommen aus Mazedonien, nicht vergleichbar sind mit den Mengen aus Rumänien zum Beispiel. Wir haben durchaus gesetzliche Rahmenbedingungen, die illegalen Holzhandel versuchen zu unterdrücken, zu regulieren, aber die Umsetzung, also die Implementierung dieser Regelungen und Gesetze ist natürlich oftmals gebunden an Personalmangel und an Korruption. Граѓаните во Македонија пријавувале неправилности во стопанисувањето со шумите и во Државната антикорупцијска комисија. 15 предмети се оформени во однос на работењето на јавното претпријатие Македонски шуми. Еден дел од таквите пријави се однесуваат на неправилности при спроведување на јавни набавки за сечење и дотур на дрва. Еден дел се однесуваат со директни наводи на злоупотреби при превоз на дрва, при сечење од некомпетентни правни лица или без лиценци за превоз и така натаму. Има и уште 5 предмети во суди на интереси, каде се случува тие дефицитарните кадри како што се инженери и за шумарство и водостопанство, се вработени во ова предпријатие, а дополнително работат и за приватни фирми. Работеле во фирми кои се јавиле како економски оператори на објавените јавни набавки. А тоа не ли е суди на интерес? Да, ние сме дале значи не препорака, него сме изрекувале и глоби во овие случаи. Таков е случајот со лице од Струмица кое било вработено во 3 фирми што вршеле сеча и дотур, а во исто време како вработено во шумското стопанство имало обврска да ги контролира. Национални шуми повеле дисциплинска постапка и го казниле вработениот со 30% од една нето плата. Во борбата со оваа нелегална сеча од која се заработуваат многу пари, експертите гледаат клучна улога на локалното население. Затоа треба да се работи на свеста на луѓето за препознавање на вредноста на шумата, не само како економски фактор, туку и како основа за живот. На појавата на човекот на планета му претходела појавата на шумата.
Човекот не е свесен колку е зависен од шумскиот екосистем. Нема шумски екосистем, нема услови за живење на човек. Und wenn dieses Bewusstsein sich durchsetzt, dass ein Wald einen unglaublichen Wert darstellt, dann haben wir, glaube ich, Einfluss auf ein anderes Bewusstsein und dann wird illegaler Holzhandel oder illegaler Holzeinschlag gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel. Wir haben Beispiele gerade Zentral- oder Nordwesteuropa, wo die Wertschätzung des Waldes durch die Bevölkerung so hoch ist, dass andere Teile der Welt praktisch schon über die Liebe zum Wald, zum Beispiel der Deutschen, schmunzeln oder sich lustig machen. Aber durch diese Liebe zum Wald kommt natürlich ein Bewusstsein zustande und eine Aufmerksamkeit in der Bevölkerung, dass illegaler Holzeinschlag oder Holzklau fast unmöglich wird, weil alle darauf schauen und weil alle dieses Verhalten ächten. And for me, local population is key because illegal logging in a larger scale against opposition from locals is very difficult. And usually, at least some of locals, they somehow collaborate with those who are doing the illegal logging because they benefit from it. But if locals are aligned, if they understand that these are their forests and they are important because they create a moderate microclimate, they are preventing floods because they're keeping water, they're preventing erosion because they're keeping the soil. And if they really understand that forests are key for their own future, this might change because then locals are protecting their forests. Таков позитивен пример на свесност кај локалното население најдовме во Доброште во Националниот парк Шар планина, каде Сдруженијето на граѓани Шари Беар, формирано во 2018 година, се грижи за шумата. И ние 2001 сме го виделе као рад во шумата планина што не се случи. Сечењето, дрвокраците, криволовците, хаос беше тука. И сега ние видиме мора да преземаме нешто со своји раце, да го чуваме ова е наша природа. Ние сме имали проблеми, ова беше 2010-12 до тука сме имали многу сечења без контрола. Немаше контрола ни од шумското, ни од полицијата, ни ништо. И тоа видовме мора да преземеме нешто да пријавени, да ги сами, да ги допреме тие да не сечат. Зашто ова е наше богатство. Ако не го гледаме ние од целото тука, како наше богатство, директорите од шумското 4 години, министерот 4 години ќе замине. Тој нема интерес за нашата шума многу, зашто ние сме од тука цел живот. Треба да го чуваме тоа наше богатство. Сдруженијето ги прихранува мечките и така во селото нема проблем со нив. Нешто што е голем проблем во соседниот национален парк Маврово. Причината е во тоа што го нема и што го има во шумата. Во природна територија на паркот буквално нема никаква природна храна. Значи, оскудно е од овошките, од дренки, јаболка, сливи, круши и така натаму, се што тоа представува нејзина храна. Затоа и се зачестени нападите во населените места. Мора да ги затвориме депониите. Основна причина за вакви штети во населени места се отворените депони. А имате ли диви депонии овде? Премногу. Премногу диви депонии? Да. Националниот парк. Премногу. Не се прави ништо за да се... Премногу микро депонии кои што пробуваат и невладините се помош. Ако ви кажем дека сега ги прочистуваме за една недела, може би двојно е поголем. Како да се прави со намера, да ви кажем. Во паркот немаат регистрирано дрвократство и тоа се препишува на едуцирањето на населението, но и на оцелувањето од паркот. Во Маврово има друг проблем, кој е увезен од соседна Албанија. Нашите пожари на територијата на паркот се увезени, не само кај нас, него увезени се и на Шар планина. Ние 1/3 од паркот е, ова сега што го гледаме крајнава граница е границата на Република Македонија со Република Албанија. Ова сега баш што ја гледаме таа крајната точка на хоризонтот. Што значи тоа? Пожарите нас ни доаѓаат од другата страна. Од пасиштата кои што... Зашто?
Зошто ова ви го тврдам? Ви го тврдам затоа што ние пасишта, односно напасување на стока и на кораб нема. Ова треба да биде малку на повисоко ниво, кај што ќе треба да се вклучи и Министерството за надворешни работи, да има некоја билатерална средба, пошто се ова прашање од билатерален карактер. Не е наш проблем. Не е наш проблем. И кога ќе дојде, пожарот се шири, оттаму никој не презема ништо, пошто поентата не е за да го спречат, него тоа е за да имаат во пролетниот период поквалитетни пасишта и затоа тие не го гаснат. Кој ќе дојде на наша територија, ние трчаме како да наречам избезумени за да не зафати што поголема површина. Да речам дека добро до сега се справуваме и исклучиво сме препуштени сами на себе. Што значи? Ние националниот парк. Затоа што вработените во паркот само учествуваат во главно во гаснењето на пожарите. Против пожарни друштва на територијата на општината нема. Во одредени делови кај што е достапно, може да дојде по наше барање, може да дојде против пожарното друштво од Гостивар. Позитивен пример во паркот е селото Жировница, каде жителите сами се организираат да формираат доброволно противпожарно друштво. На секој ночош имаш хидрант поставен со кутија, со црева, со пиштоли, со свите. Сега очекуваме диаспорава исто ни обезбеди 40 униформи, кај што дечкото во Швајцарија работи тамо во противпожарна екипа. Цел камион ни стига сега за краток период опрема од чизма до капа. Ќе правите доброволно противпожарно друштво? Така, и ќе бидеме единствени во општинава кај што ќе формираме доброволно друштво, кај што не дај Боже да дојде таков несакани последици, некој да можеме да интервенира најбрзо што може. Пожарите покрај дрвократството и болестите на дрвјата се еден од факторите кои најмногу ги уништуваат македонските шуми. Во периодот од 2000 година до 2021 година некаде себе околу 5500-600 пожари вкупно, значи околу 250-260 пожари се просечно годишно. Изгорената површина доаѓа вкупно за овие години околу 200.000 хектари, што е огромна бројка, тоа се негде 20% од целокупната површина од шуми била на некој начин опожарена со различен интензитет. Годишно не гори негде околу 9,5 до 10.000 хектари, шума, шумско земјиште и некаде околу 7 до 8 милиони евра годишно имаме штета. Кај нас немаме пожари кои што се уват заради гром. Ние викаме дека тоа е негде помалку од 1%, за да не излезе дека немаме ништо. Значи немаме ние проблем со такви пожари, тоа значи дека човекот на различен начин се ува директно, индиректно, намерно, ненамерно како причина за тие пожари. Професорот Николов го отворил првиот регионален центар за следење на шумски пожари во Источна, Југоисточна Европа и Кавказ, кој е дел од советодавното тело на Обединетите нации за пожари. Во однос на пожарите, каде е Македонија во споредба со соседните држави? Ајде, јас би рекол дека Македонија е негде меѓу средината и максимум. Значи, тука сме негде ние, малце сме над просекот. Други држави што се блиску до нас, да кажеме Црна Гора, Албанија имаат неверојатно многу проблеми со пожари. Имаме и ние. Но повторно ќе кажам, зависи од годината. Но ако веќе генерализирам, ќе кажам дека ние сме во горната половина од државите која што треба да поработи на заштита од пожари. Приправноста на денови во црвена фаза и брзиот одговор при пожари се значајни за брзо сузбивање на огновите. Во време кога држави користат сателитски снимки и камери за детекција на пожари, Македонија има застарени возила и кусок на персонал. Тоа втора година поред го покажало истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Последното истражување покажа дека во земјава недостигаат 340 пожарникари за да се запази оној законски минимум според број на жители, а што се однесува до возилата на 34 единици за противпожарна заштита, нивната просечна старост е 27 години
и да кажам лошото е што во овие последни 3 години набавени се повеќе од 20 возила, меѓутоа повторно просечно се стари 17 години. Така што само за 3 години возниот парк се помладил за 1 година, значи не го обновуваме онака како што треба во однос на старост на возила. Тие се најстари, да кажам, во помалите противпожарни единици, водат Старо Нагоричане, кое што има 40 години скоро стари возила, Кратово, Валандово и Крива Паланка. Спротивно, пожарникари најмногу не достигаат во најголемите центри и тука предничат Скопје, Куманово, Битола, Тетово и Штип. Практично 5 најголеми градови се соочуваат и со најголем недостиг на број на пожарникари. Втора година поред од пензија на работа во Валандово се враќа пожарникарот Ѓорге Илиев за да помогне во гасење на пожари. Покрај во Македонија, годинава гасел пожари во Албанија. Тој смета дека недостигаат многу повеќе пожарникари. Во територијалните противпожарни единици недостасува голем број на пожарникари. Мислам некаде Македонија по бројката која треба да има недостасуваат негде од 400 до 500 лица кои треба да бидат вработени во тие територијални противпожарни единици за да барам со персонал, со луѓство бидеме покриени. Покрај тоа единиците имаат многу стара опрема која не се обновува. Значи тоа од кога единиците поминаа преку локалната самоуправа и локалните самоуправи не се во можност да вложуваат толку средства колку што се потребни за единицата да се одржува во добра кондиција. Ако возилата и опремата можат да се купат или добијат како донација, а персоналот да се привлече со атрактивни работни услови, тогаш еден трет проблем државата не може толку лесно да го реши. А тоа е грешката во минатото да не се пошумуваат мешани шуми. Мешаните шуми се поотпорни на болести и на пожари. Пожарот во шуми со еден вид дрвја се шири побргу, а за негово ширење придонесуваат и шишарките, кои при пожар летаат и прават нов пожар. При пожарите летаат шишарки и побрзо е ширењето на пожарот и тоа го имавме ние во пожарите во 2021 во Малешевијата, кога изгореа огромна површина, нас тогаш изгореа според нашите проценки околу 400.000 кубни метри дрвен материјал. Also wir sehen, dass die anfälligsten Waldformationen, egal ob wir jetzt über Trockenheit, über Sturm, über Borkenkäfer, über Feuer reden, sind eigentlich die einschichtigen Monokulturen. Also der klassische Industriewald, den man nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg aufgeforstet hat, um die Wirtschaft schnell wieder anzukurbeln, damals die richtige Entscheidung. Aber man hat natürlich auf großer Fläche mit wenigen Baumarten, Fichte, Kiefer, Schwarzkiefer etc. Gearbeitet. Und diese Waldformation ist tatsächlich etwas völlig Unnatürliches. Бидејќи нашата држава составот на шумите е повеќе листокапни шуми, а многу помодел од читинарски шуми, се сметало тоа време дека треба да се пошумува со читинарски или иглолисни видови. Не водејќи многу сметка на која надлска височина, односно на кое место растење истите се садат. Исто така се садеа и се создава чисти насади. Значи не мешани насади, него чисти насади претежно од црн, бор, помалку од бербол и од чемперс. Wenn wir uns naturnahe Wälder anschauen, dann sehen wir dort viele verschiedene Baumarten, ähnlich wie auf dem Bild hinter mir. Alte Bäume, große Bäume, kleine Bäume, dicke Bäume, junge Bäume, verschiedene Baumarten. Онаму кај што имаме случајно мешање или направено некој обид да се направи некој мешање, тоа е во време на садење кога правеле некои експерименти, таму состојбата е сосем друга. Се приметуваат дека и во случај на пожар, како таму пожарот го намалува својот интензитет, па може таму да се изгасне, дури може да се стопира, за болестите слично. Пожарите и климатските промени се стрес фактор за појава на болести, габи и на подкорници, инсекти чии ларви под стеблото го јадат дрвото и доведуваат до негово сушење. Од боров четник преку жолтомешка до увезена болест пред повеќе од 50 години од Италија и кисели дождови. Нападите врз дрвјата во македонските шуми доаѓаат од различни страни.
Поземеме дека нашата држава е 1 000 000 хектара, значи Боровчетник е зафаќа некаде околу 12 до 13.000 хектара шуми. Во минатото се вршени авиотретирања за сузбивање на овој инсект, меѓутоа последните 10 години не се чини тоа, него се наложува механичко уништување на гнезда на овој инсект. Зошто не се прави тоа? Затоа што од нашата држава се врши извоз на споредни шумски производи, како што се разни видови на шумски плодови, смрека, мов и така натака, и каде што земјите кои што се увозници на тие производи бараат потврда од Министерство дека последните 10 години не е вршено авиотретирање, бидејќи авиотретирање не се врши во земјите на Европска унија. Перманентен проблем од аспект на габите, тука е габата Крифонектрија паразитика, која што е народски се нарекува рак по кора на костанот и го напаѓа питомиот костен. Не е само кај нас, таа разпространата низ цела Европа. Може да кажеме дека голем процент или висок процент од популацијата на питомиот костен е исушена и уништена. Оваа појава е забележена 1972 година. Увезена ни е болеста, така да не сме можеле да преземеме ништо во тој домен, пошто никој не презел во светот за да може да ги заштити. И покрај костенот ќе го споменем и брестот, кој што исто така природно популацијата полека, но сигурно згаснува. На крајот ќе ги споменам давовите шуми од сите видови кои што ги има во паркот, ги има неколку видови. Се појавува најнапред сушењето од врвот кон коренот. Шумата самата пробува да се обнови по напади од различни страни, но и државата помага во таа обнова. Просекот кој го садиме секоја година околу 1 милион нови садници како национални шуми, и тоа го правиме најмногу во есенските денови и во пролетните денови, меѓутоа акцентот е на есенското пошумување. И оваа година некаде околу, заедно со Министерството за земјоделие, планираме некаде околу над 400 хектари да посадиме и мислам дека оваа година реалната бројка ќе биде околу 1 милион и 200.000 садници која ги посадиме. Иако нашите на почетокот желби беа и поголеми за оваа година, меѓутоа имавме неколку поплави во пролетниот дел во кој делот ги уништија дел од расадниците кои ги имаме ние на отворено. Значи национални шуми има 11 расадници во државата во кои има различни садници. А каде беа уништени тие, во кои делови? Делчево, во поплавите во Делчево во пролетниот дел, расадникот исто и расадникот во Велес ни беше неколку пати поплавен во порените дождови кои ги имавме во пролетниот дел на територија на цела држава. Овај расадникот во Куманово, кој заедно со тој во Свети Николе е модернизиран со пари од Јапонската амбасада во Македонија. Во него се одгледуваат садниците кои треба да се искористат за пошумување. Пошумување се прави и со сеење. Учествуваме акциски, одиме по шума, понесуваме вреќи со семе, заедно со свељушпа, значи не го чистиме семето и ја емитираме природата. Целта е создавање на мешани шуми во паркот. Во минатите 70 години површината под шума во Македонија е двојно зголемена, од околу 500.000 хектари на над 1 милион хектари. 1/4 од таа површина е постигната со пошумување. Процентот на зафаќање на садниците со сегашните пошумувања во Македонија се движал од 10 до 60%. Во пошумувањето помага и Европската унија. Тековната помош на Европската унија во шумарскиот сектор во Северна Македонија се фокусира на градење институции и законско усогласување за одржливо шумарство, со цел да се заштитат шумите од нелегална сеча, што е огромен проблем во земјата. Во исто време, поддршката на Европската унија за пошумување е можна и во рамките на ИПАРД помошта за рурален развој. Пошумувањето без натамошна грижа е проблематично. Important is that these young trees, they survive the first years. And if you just plant and then don't care, it's useless. Then it's just spoiling money and funds and has no impact.
Статусот на шума и шумско земјиште не се губи ако на него се случил пожар. Се губи единствено при пренамена за градба на далноводи, патишта, хидроцентрали или други објекти, и тогаш инвеститорите плаќаат за пошумување на друго место. И покрај тоа, над 23.000 хектари шума се загубени во 2022 година. Едно друго финансирање предизвикува реакции во невладиниот сектор. По германската фондација Euronatur има незадоволство од тоа што во македонскиот буџет нема пари за менаџирање на националните паркови. I think there is a key issue for national parks in North Macedonia, and that is that the management of a national park has to be self-financed. And we think this is wrong. So if... What is wrong? That it's not financed by the state? Yes. We think there should be a budget share from the national budget for the management of protected areas. Now, the administration of a national park is in an awkward situation because they have to earn their own money. We had very good collaboration with some people in the government, in local authorities, and with others we had the impression they are more blocking and they are not really interested in improvement. We are very happy about the designation of Šar-planina as a national park, but we are also not forgetting that this was a very long story. Then Jablanica, we were proposing together with MES already 20 years ago a national park. And so we were not too happy that it ended up now with a small nature park in the first place, at least around the springs in Vevčani. But as far as we heard is that there is positive support also to enlarge it and to improve protection there. Жителите на Лабуништа тврдат дека дневно 6 камиони со по 25 метри кубни дрва или вкупно 150 метри кубни дрва дневно се изнесувале од Јабланица, и тоа во текот на 10 месеци во годината. Така годишно од планината се изнесувале по 45.000 метри кубни дрва. Според нив, тоа е спротивно на намерата Јабланица да се прогласи за национален парк. Бидејќи од една страна имаме иницијатива за национален парк, а од друга страна ги губиме вредностите поради кои треба да се прогласиме национален парк. На албанска страна од границата Шебеник е национален парк од 2008 година. Во Лабуништа велат дека откако лицето Бојку добило пријава во октомвриската акција, на Јабланица се вратило лицето Ќура, за кое МВР ни потврди дека полицијата во 2021 и во 2022 година има поднесено кривични пријави за нелегална сеча и пустошење на шуми. Лицето Бојку од притвор излегло со гаранција од 11.000 евра и мерки на предпазливост, редовно јавување во суд и забрана за издавање патна исправа. Сликата на Јабланица е слика и за други шуми во Македонија. Обновата на една уништена шума трае неколку децении. Времето ќе покаже колку од овие кревки шуми ќе преживеат.